Вчера на 1 јуни за прв пат во нашата држава се организираше и се реализираше меѓународен форум на градоначалници. За што всушност станува збор и како протече настанот разговараме со мојата гостинка. Ќе посакам добро утро и добре дојде во Македонија наутро на професор доктор Александра Стоилковска, декан на Факултетот за менеджмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. Добро утро вам и на вашите гледачи. Благодарам за поканата. А најавив дека за прв пат во нашата држава се организираше ваков настан, меѓународен форум на градоначалници, па сигурно ќе ги интересира и гледачите, но и мене. Од каде идејата за организирање на еден ваков настан? Да, ова беше прв форум од ваков вид за градоначалници. Нашиот универзитет нема некои предмети кои што баш ги работат јавните администрации, но го има постојаното чувство дека како универзитет треба да и помага на државата, на татковината, дека треба да го олесни живеењето да помогне во олеснувањето на живеењето на нашите граѓани во општините, да им помогне на градоначалниците да ги реализираат своите програми, се во интерес на едно подобро живеење во државата. Од една таква идеја потекна иницијативата од ректорот на универзитетот, професор доктор Аце Милинковски, кој што направи еден вид на роуд шоу низ нашата држава, ги посети градоначалниците, посети повеќе од 60 градоначалници и со нив разговараше за проблемите кои што тие ги имаат, градоначалници од сите партии, од различни националности, за да се дојде до една заедничка идеја дека има потреба од помош на градоначалниците. Нашите капацитети им беа ставени на располагање, им се ставени на располагање на градоначалниците. Подпишани се договори за соработка со кои што ние се обврзуваме, освен да им дадеме стипендии за талентираните вработени кои што немале можност да студираат, да го направат тоа, но истовремено и да им помогнеме во градење на кадровските капацитети на општините, зашто секако имаме компетенции. Так. Тоа што е особено значајно е дека вие всушност на една маса собравте врвни експерти, но и светски градоначалници и луѓе од стручната фела. Можете да ни кажете кои гости ви беа на форумот? Да, кога дојде идејата да се направи еден оваков форум за прв пат во нашата држава, веднаш на идејата се надгради нова идеја, па ако бидат нашите градоначалници присутни, многу е добро тука да има градоначалници од познати метрополи, кои што имаат повеќе искуство и би можеле да дадат соодветни препораки на нашите градоначалници. Меѓу гостите беа Цвика Брод, градоначалник на Батјам, од Израел, кој што дојде со цела своја екипа, Жан Ивес Ками, висок советник на градоначалникот на Париз, Карол Јанас, градоначалник на Повашка Бистрица од Словачка, Линковски се вклучи доктор Андријана Цветковиќ, која што е директор за Северна Азија, меѓутоа таа беше конзул на Македонија во Јапонија, па сподели јапонски искуства. Светослав Василев, заменик градоначалник на Кюстендин од Бугарија, беше присутен и Емин Ергин, извршен директор на Асоциацијата на бугарски градови и региони. Имавме представници од Турска, од Турција и од Хрватска, така што навистина беше еден импозантен собир на кој што можеше да се разменат мислења и од едната и од другата страна. Убава можност за разменување на искуства и мислења надвор од државата како се реализира туризмот и менеджментот и особено е значајно и какви пораки се разменија на самиот форум и кои пораки произлегува од форумот што домашните градоначалници ќе можат да го применат па во домашното работење овде во нашава држава. Да, накратко јас со по некоја реченица би можела да кажам секој од гостите што беа присутни, што порача. Градоначалникот од Израел порача дека секој градоначалник мора да биде храбар и некогаш да презима иницијативи, особено во кризни ситуации, како што тој сподели искуства како за време на ковид морал и да си ги надмине своите ингеренции за брзо и ефикасно решавање на состојбите. На тоа се надоврза и советникот од Париз, кој што потврди дека да, и тие
направиле такво нешто. Например, самата општина докупила вакцини за да го вакцинира своето население, не само на што го прави државата, да одговори на потребите за вакцинација и се надоврза со една порака и директно им се обрати со порака на градоначалници, нашите градоначалници, рече, успехот на општините зависи од тоа колку сте вмрежени. Треба да се вмрежите, кажа дека од 1950 година тие се вмрежени со 57 општини. Во последните неколку години подпишале и нови договори за соработка. Сега се 71 сестрински општини вмрежени и секојдневно на дневна база ги апдейтираат своите сознанија, контактираат за потребите и нормално за она што сакаат да го направат како новина во општините и на тој начин како расте една општина, растат сите општини, но потенцираше дека тие договори за соработка не треба да бидат декларативни, туку општините вистински треба да соработуваат. Интересно беше излагањето на доктор Андријана Цветковиќ, која што сподели искуство за смарт градови, како што тоа го има направено Toyota со поддршка на државата. Во Јапонија има изградено цел град за своите вработени со обновливи извори, буквално се е на база на обновливи извори, за да се заштитат, елиминираат сите извори на загадени емисии во воздухот. Беше поддржано со видеопрезентација, простарни станови во кои што се користи и вештачката интелигенција, простор за нивните родители, за нивните деца, на вработените, една целосна посветеност на организацијата кон вработените, исто како што овде кај нас нели се бара само посветеност на вработените кон организацијата. Значи многу интересно излагање беше тоа и уште вака како предизвик рече која ќе биде првата организација во Македонија која што ќе го направи паметниот град. Предлагам тоа да биде Телеком, еве до Телеком една порака. Светослав Василев од Кюстендил, заедно со и другиот нели представник од Бугарија, Емин Ергин, објаснија како ги користат фондовите кои што ги добиваат од Европа и како го работат тој финансиски менеджмент. Додека Карол Јанас пак посочи за зелени практики кои што ги практикуваат, користење на бесплатен превоз за да не возат граѓаните и стимулирање на велосипедизмот, како и селекција на отпади, комунални отпади, така зелени практики. Да, тоа се искуства кои што настојуваме и ние кај нас да ги спроведеме, имаме потенцијал, имаме можности, само треба подобро да се организираме за да може да го реализираме сето тоа. Како декан на факултетот за менеджмент на човечки ресурси, вие настапивте на панелот посветен на човечките ресурси кои се најважната алатка за успешно функционирање на секоја организација, па не и на општините. Што им порачавте вие на градоначалниците? Како да ги организираат вработените? Дека ни една машина не може да функционира подобро од вработените. Најголемото богатство на секоја организација, па и на општините, се вработените и затоа треба во тие капацитети и да се вложува. Но моето излагање повеќе се однесуваше на споделување на информации од спроведени истражувања во однос на претпоставките кои што антиципираат што се ќе се случува на просторот на нашата држава во 8 региони. Споделени се повеќе статистички податоци за миграција на населението, намалување на стапката на невработеност, што во иднина исто така ќе биде потенцирана, зголемување на производните капацитети во државата, значи производните дејности многу повеќе ќе се развиваат, земјоделството од источниот регион некако ќе се префрли во југозападниот, а образованието тоа ќе треба да го следи. Уметност и културата се повеќе за жалки имаат вработени така информации кои што за нив сметам дека се корисни и ќе можат така и да ги насочуваат своите активности. И сега, има ли нашата држава соодветен кадар кој што може да одговори на потребите, еве конкретно на општините и
За да ги задоволиме пак зголемените потреби, како да дојдеме до соодветен кадар, е клучното прашање. Да, со оглед на сите овие предвидувања кои што ги направи Швајцарската агенција за развој за нашата држава и до 31 година, 2031 година, ќе има недостаток на некои кадри, ќе има потреба од преквалификација. Например, во секторот на финансии ќе имаме намалена потреба од луѓе, бидејќи ќе се потребни само неколку души кои што ќе внесуваат потребни информации во системот и се ќе се работи електронски. Тие луѓе треба да се преквалификуваат и да одат на други работни места каде што се многу потребни. Значи, ваквите промени кои што ќе се случат ќе бараат и една флексибилност од страна на градоначалниците, односно и на сите работодавачи и поттик на вработените да одат почесто на обуки, да го прифатат стилот за доживотно учење како начин на живот и работа, да се модернизираат средните училишта, да се стават во близина и да се основаат нови образовни гранки или да се формираат кои што ќе бидат соодветни на производствените капацитети кои што допрва ќе бидат потребни и ќе се прераспределат во рамките на нашата држава. Секако вет образованието за возрастни малку повеќе да се актуализира и се надевам дека ќе се направат особено напори за намалување на необразованото население и населението кој има ниско образование, бидејќи вкупно 57% од невработените се токму тие. Токму со овој настан на меѓународен форум на градоначалници, Универзитетот за туризам и менеджмент докажа дека е општествено одговорна високообразовна институција која не наблюдува, туку делува за промени. Ќе бидете ли светол пример и за другите високообразовни институции? Да, Универзитетот за туризам и менеджмент има добиено повеќе награди за општествена одговорност и за филантропија. А всушност и стипендиите кои што сега се поделија и се уште се делат на градоначалниците за талентирани работници се дел од фондацијата, основаната фондација професор доктор Љубе Миленковски, за која што ние добивме во повеќе наврати награди и имаме многу од различен тип активности покриено со оваа фондација, а се со цел да се помогне во унапредувањето на компетенциите на вработените, компетенциите на наставниот кадар во училиштето, бидејќи тие се многу важни за подигањето на степенот на образование кај нашето население, кое што е нели една проблематична точка и актуелна еве и деновиве. Така што како дел од тие активности ние го спроведовме и го организиравме еве и овој настан на наше големо задоволство, се надевам и на задоволство на градоначалниците. Дали ќе бидеме светол пример за останатите, навистина не знам, бидејќи ние и во досегашното работење не се осврнувавме на обкружувањето внатре, повеќе соработуваме со соработници од надвор од државата, бидејќи и методологијата ни е таква, мерливост на знаењето, која што бара е многу строга во однос на оценувањето на студентите и бара поголем ангажман од страна на наставниот кадар, а такво нешто се воведе со законот дури после нашето работење на тој начин, например практичната настава, еве да ја споменам, ЕКТС системот кој што во целост не е спроведен се уште кај нас во државата, зборувам на другите универзитети, кај нас во целост се работи. Значи имаме соработка повеќе со странски универзитети, странски воопшто организации кои што еве и на овој форум се одзва, испратија соодветни луѓе кои што ќе можат соодветни пораки да им дадат на нашите градоначалници. Так. Ви благодарам многу на гостувањето. Се надевам дека овие искуства кои што ги споделивте на форумот, како што рековме и претходно, ќе имаме можност да ги имплементираме и реализираме овде во нашата држава. Ви благодарам на поканата.